Друга тема. Прва книга објави Вера Милошевска-Јосифовска или позната како Љубојна, фронтменот на групата Љубојна, насловена е македонскиот вокален мелос во современ контекст. Колегата Мартин Николовски разговараше со Љубојна воедно за овој подвиг и за желбата и инспирацијата за истражување на македонскиот мелос. Препознатливиот вокал на групата Љубојна, Вера Милошевска-Јосифовска, неодамна ја промовираше својата книга Македонскиот вокален мелос во современиот контекст, оживување на една заборавена музика. Утрово таа ни е гостинка во Македонија наутро. Вера, добро утро и добре дојдовте во нашата емисија. Кажав, насловот на книгата е Македонскиот мелос во современиот контекст, оживување на една заборавена музика. Што содржи оваа ваша книга? Еве, колку убаво насловот си кажува за се во книгата. Најпрво, добро утро и вам, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи кои што моментално не следат. Книгата е едно долгогодишно истражување, кое што јас го имам посветено на македонската традиционална музика, и тоа е она што секој мој отпеан збор овде и пишан, така што книгата се однесува на мелосот, на неговата состојба денес, неговото потекло, се што се однесува на реконтекстуализацијата денешна и во голема мера за тоа каква улога има Љубојна во овој мозаик. Иако книгата е поврзана, како што кажавте, со вашата работа, сепак од каде желбата и идејата да напишете книга како вокален уметник? Па, нема некој разграничување, искрено кога ќе се впуштиш во едно поле на истражување, на анализа, нема некој ограничување на кој начин можеш да го изразиш она што сакаш да го пренесеш како порака. Во смисла, публиката е навикната тоа јас да го пренесувам преку песна, меѓутоа за секоја создадено нешто од Љубојна стои огромно исто така истражување и еден материјал за кој што ние долго сме разговарале, анализирале, размислувале. Всушност, сите овие години кои јас сум ги посветила на истражување на музиката воопшто, не само на традиционалната музика, зашто таа е исто така дел од светската музика, се овде преточени во едно конкретно, некако заокружено тематски четиво, кое што би требало да биде и едукативно за нашата публика и малку повеќе да им отвори по едно ново прозорче за тоа што се опфаќа нашата музика, што се значи, каква е таа во рацете на музичарите, а каква е во рацете на научникот, затоа што јас овде имам доста апликативна улога, бидејќи се ова за кое што пишувам, и јас исто така го живеам на сцена и го оживувам на сцена, и мојата комуникација над сцена, зад сцена, со луѓето, со музиката, го носи овој момент и оваа потреба сето тоа да го ставам на парче хартија, а меѓу другото ова е дел од мојот опсежен магистерски труд, така што долги години се посветени и ми се допаѓа кога тоа што се истражува исто така е применливо, така што ова е прилично примената монографија, кое што освен што го анализираш и истражуваш, го применуваш во живо, некако му даваш една друга средба со публиката. Овој пат публиката може да биде и читател на сето она што и на кој е навикната да го слуша од Вера и од Љубојна. Вера, кога станува збор за групата Љубојна, каде се наоѓа местото на вашата група во оваа книга? Добро, како што кажав, книгата се занимава со вокалниот мелос и тоа се занимава со неговото потекло, што се го сочинува, што мислиме кога зборуваме за македонскиот мелос, како е поврзан со јазикот мелосот, и тоа е една да речам генерална нотација, не се однесува само на нашата македонска музика.
И меѓу другото, во современиот контекст, тоа значи како денес се реконтекстуализира, како ние размислуваме кои се нашите ставови за традиционалната музика генерално како култура, меѓутоа што предлагам јас како истражувач, што размислувам јас и кои се моите тези, и во сето тоа, во сета таа реконтекстуализација, односно одново, како што пишува, оживување на една заборавена музика, затоа што во едно време кога јас растев и трансформација некоја на нашето општество, ова музика беше доста маргинализирана и дури не можам да кажам дека во некој, во глобални рамки, во некои популарни води или пак во некој, нели, медиумски мејнстрим, пак е некаде тука на страна, така што имам чувство дека да, се уште не ја познаваме доволно и во сета таа пак ќе се навратам. Реконтекстуализација, односно повторно враќање и размислување во врска со оваа музика, затоа што знаете, тоа кај нас се случува периодично и со одредени општествени појави. Не е секогаш константно, не е тој континуум константен, па преминал во современа музика, туку не е, ние постојано тоа како да го оживуваме, таа музика и како да сакаме од неа да извлечеме нешто. Разликата е во тоа што Љубојна тука направи голем исчекор и разбуди еден сосема нов бран во тоа поле, затоа што музиката пред се користи како јазик, а не како целосна една форма, туку се користи незината суштина. Се користи, се продолжува, се оживува, се, нели, става во едни други интерпретативни содржински, да речам, музички нови видувања. Така што во неколку поглавја зборувам токму за Љубојна, за појавата, за тоа како изгледаше музиката во рацете на Љубојна, за улогата на Љубојна, но и за Твоите очи, Лено, кое што стана навистина еден културен феномен последнава деценија, ако не повеќе. И како тоа се популаризираше во рацете на Љубојна. Многослојна е, навистина, тоа неколку пати го имам изјавено и многу е тешко да зборуваш во неколку збора за нешто што навистина има многу различни слоеви, сите поврзани, меѓутоа многу интересни за читање, затоа што се едно различно видување, од една сосема друга поидовна точка и еден поинаков пристап кон музиката, кој што може да го има само човек кој што живее на сцена и буквално роден е на сцена. Каде љубителите на пишаниот збор ќе може да ја набават вашата книга? За сега мислам дека во книжарниците или и во буква. За останатите книжарници веројатно ќе информирам кога и јас ќе имам информации. Сепак книгата мора да кажеме дека е во издание на Flipbook Books, на кој што особено им благодарам за ова прекрасно издание. Дизајнот е на Анастасија Илиевска, една драга млада дизајнерка, која што меѓу другото се занимава и со фолклор и е една интересна личност. Да се заблагодарам на сите оние кои сакајќи или не сакајќи придонесоа во она што јас успеав да го напишам, а верувајте, сакам да пишувам доста и барем во моето семејство позната со попишување, сега ќе се обистини тоа и ќе си го увиди самата публика. И не знам, да се заблагодарам на сите кои што биле дел на мојата менторка Велика Серафимовска, Стојкова, кој што придонесоа и ми помогна ова писание, оваа убава монографија да дојде во ваши раце, да дојде во раце на публиката и гледате како убаво си личиме со девојката на насловната. Токму така со задоволство ќе ја прочитам вашата книга. И ќе ми кажеш што мислиш. Апсолутно. А за крај на нашиот разговор, што ново да очекуваме од групата Љубојна? Размислуваме за голем концерт, еден од оние кои што до пред короната беа некако наша традиција и обично беа пред Нова година, ако се сеќавате, тоа беа убави големи концерти и всушност тоа пред некој ден разговаравме колку различен модел на творење и на концертирање понуди Љубојна, со тоа што секој пат публиката доаѓаше на нешто кое беше буквално сосема ново. Нешто што беше неочекувано. Не беше претходно имитувано, не беа тоа хитови кои што
претходно беа познати, туку доаѓаше буквално на непознато. Што ново сега ќе видиме вечерва. И мислам дека ќе продолжиме со таа некако насока и дека ќе подготвиме ета така некој концерт нов за паметење кој што ќе си го носиме во срцата. Вера, на крај да ви се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутро. Уште еднаш честитки за вашето дело и посакувам многу успех и лично вам, но и на групата Љубојна. Благодарам од се срце. Прочитете си ја книгата, уживајте, слушате македонска музика и Љубојна и среќни празници и убава нова година.